Добар ден на сите. Јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Солкрафт, и мене ми е драго што можеме вака да се дружиме во оваа онлайн варијанта. Ние всушност имаме и богослужби во живо во хотел Солун секоја недела од 11 часот, и ово што го слушате тука, можеби во една скратена форма, таму можете да го слушнете исто така и да се запознаеме подобро. Така да секој од вас е добре дојден. Она за кој што зборуваме во изминативе недели и денеска продолжуваме е всушност темата 5 нешта кои што прават нашата вера да расте, мојата и твоја вера да расте. И ова е една од најзначајните теми, затоа што ние сме длабоко уверени, Светото писмо, Библијата ни кажува дека Бог од нас во духовниот живот не очекува стагнација, туку очекува секогаш да правиме чекор плюс и да бидеме поплодоносни за она за кој што тој не повикува. И тука не сметам само некој мистичен повик, туку да го носиме Бога и неговото царство таму каде што сме, на работно место, во на факултет, во средно, било каде, значи во кој да сме фаза на нашиот живот или контекст, Бог сака ние да имаме такво трансформативно влијание. Сега, за да имаме такво трансформативно влијание, ние мораме да имаме прво трансформација на нашите животи. Да не дозволиме работата што ние се надеваме дека правиме за Бог, далеку да ја надмине работата која што Бог ја прави во нашите животи. И токму затоа ова трето поглавие, овој трет дел на овој наш серијал се однесува на личните духовни дисциплини. И кога ќе кажам лични духовни дисциплини, го потенцирам лични, затоа што ние во овие духовни дисциплини не можеме да се шлепаме на нечии други дисциплини. А по духовни дисциплини, вака пошироко кажано, сите оние дисциплини кои што се споменати во Светото писмо, дури и некако што ги знаеме, а тоа се молитвата и постот, за кој што ќе зборуваме во следниве наши две вакви средби. Лични, затоа што можеби некој во твоето семејство се моли, имаш баба што е побожна и се моли за тебе, или пости некој дедо твој кој што е можеби свештеник и ти викаш дедо ми е свештеник, значи он се моли сите нас. Тоа е добро и за вас и за нив, ама Божиот повик е јас и ти да зачекориме. Значи јас и ти да направиме чекор поблиску до Бог, да бидеме што е можно поблиску до Бог и да дозволиме тој да не трансформира. Денеска ќе зборувам за една тема која што е вака навидум експлоатирана духовна тема, има во сите религии, во сите вери, и тоа е темата молитва. И оно што денеска јас ќе го зборувам не се техники на молитва, значи немам техника на молитва која што Бог ја услишува, ама сакам да укажам на тоа што Исус потенцира како клучен став, мој и твој, кога ние му се обраќаме на него, и кој е тој став всушност кој што на Бога му дозволува да интервенира во нашите животи, да влезе во таа комуникација со нас која што ние нарекуваме молитва. И ова е многу значаен текст, краток текст кој што ќе го прочитаме, се наоѓа во Евангелието според Лука, 18 глава, од 9 до 14 стих. Слушнете го добро во ведниот стих. Вели: а на оние што беа уверени во себе дека се праведни и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола или оваа сторија. Морам да кажам дека многу често во овој егоцентричен свет предводници на егоцентричноста од оваа религија, од овие причини се всушност луѓето кои што за себе тврдат дека веруваат во Бог. Она што Исус вели е токму на тие кои што мислат дека затоа што одат во некој верски објект или му се молат на Бога, заради тоа тие се подобри од другите луѓе, де факто ги презираат другите луѓе, за нив е првенствено оваа парабола, но во исто време поучна за било кој од нас да разбере каде можеби ние се наоѓаме во нашиот живот, духовен, кој е нашиот став, и од таму да продолжиме со менување на тој став, да дозволиме Бог да го менува тој став доколку постои, за да можеме да бидеме поблиски до Бог. Значи, а на оние што беа уверени во себе дека се праведни и ги презираат другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат. Едниот фарисеј, а другиот цариник. Кога застанаа, фарисеот вака се молеше во себе: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойник, несправедливи, прелюбници, или како овој цариник, постам 2 пати во седмицата, давам 10 од се што ќе стекнам. А цариникот стоеше оддалеку, не смееше дури и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше в гради и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешниот. Ви велам, тој си отиде дома
повеќе оправдан, отколку оној зашто секој што сами од себе се возвишува ќе биде понизен. А кој се понизува себе си ќе биде возвишен. Ова е текст за кој што сакам прво да дам техничко објаснување, затоа што не верувам дека разговарате со ваши пријатели за фарисеи или за цариници, односно цариниците си ги знаеме, дали се на било кој граничен премин, кој што ни викаат имате ли нешто да пријавите. А овие се малку поинакви категории. Фарисеи се всушност една, како да кажеме, една духовна морална полиција во времето на Исус, и тие имаат еден ваков став. Ставот е следен. Ние правиме се што можеме за Бог, ние му го даваме нашето најдобро на Бог, ние заради тоа најдобро имаме посебно место во Божите очи и во Божито срце, и нашата основа за градење на однос со Бог е всушност таквата наша гордост, видлива од самата молитва, затоа што оваа молитва не е молитва на потреба и барање на прошка од Бог, која што на секој од нас ти треба, туку молитва заснована на споредување. И кога ние зборуваме за фарисејски став, тој е токму таков еден став. Фарисејски став значи став на една лажна духовна величина и став кој што неминовно не води во споредба со другите луѓе. Боже вели фарисеот, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Тоа е некаква посебна категорија изгледа. Разбойници, несправедливи, прелюбници, и еве, за да се пофалам што јас правам, постам 2 пати во седмицата, давам десеток од се што ќе стекнам. И Боже, јас сум тука не за да примам нешто од тебе, туку јас сум тука за да те потсетам колку сум ја значаен за тебе и за твоето царство, и всушност моите дела и тоа што јас го правам е основата е основата врз која што јас сакам да си ги дадам моите други молитвени потреби до тебе. И сега, од друга страна, го имаме овој цареник, значи не е овој цареник како нашиве на граница. Царениците во тоа време се повеќе како една даночна извршителска полиција, која што се договара со римјаните, колку данок да собере, имаат процент од тој данок, и многу реално тие се омразени во било кој дел од Римската империја, вклучително и во Израел во тоа време, заради тоа што тие тоа пат поврати, тие се израелци самите, како некакви домашни предавници, кои што ги знаат техниките и методите на израелците во тоа време, како они се обидуваат да прикријат данок, и тие им влегуваат по куќи, им влегуваат по оние амбари, по штали, и им го земаат тој данок и го предаваат на римјаните за да земат процент. Значи, то можеме да разбереме зошто ваков контраст. Значи, ова е човек кој што, за разлика од фарисеот, нема што да се пофали во однос на некаков морален и етички план. Че тој се врши работата и знае што прави, и знае колку деца плачат и колку жени вриштат кога тој со римската војска ќе влезе во еден град, и знае дека ги осиромашува своите, значи свесен е за себе, и затоа неговата молитва е кратка. Вели: Боже, биди милостив спрема мене грешниот. Боже, биди милостив спрема мене грешниот. Толку неговата молитва. И сега вака, ние можеме да упаднеме во замка и да кажеме: па знаеш што човеков е грешен стварно, види го фарисеов, пости 2 пати, прави сите оние религиозни нешта кои што се потребни, и се надеваме дека Бог е всушност тука на страната на фарисеот, односно речиси сме научени да размислуваме дека па да, ово е подобар од другиот, заради тоа што од најмала возраст еден од начините како ние се вреднуваме себе си е преку споредување со другите. Леле, види се ти до кај си, другар ти напишал домашна, ти не си напишал, другар ти добил 5 по математика, ти не си напишал, другар ти направил ова, другарка ти се омажи, тебе те нема никаде, значи цело време споредување. И Исус вака завршува, значи Исус завршува зачудувачки, зашто во неговата публика многу често има фарисеи. Исус вели вака: ви велам, тој си отиде дома повеќе оправдан, а се мисли на цариникот, отколку оној другиот, се мисли на фарисеот, зашто секој што самиот себе си се возвишува, ќе биде понизен, а кој се понизува себе, самиот ќе биде возвишен. И морам да го кажам следно. Ние имаме 2 клучни начини како ние можеме да градиме живот и однос со Бог. Едниот начин е начин кој што се гледа дури и во самиот корен на зборот религија, латинскиот религиере, поврзување на човекот со Бога. И ни сите векови луѓето имаат една представа.
си велат животот е споредување, животот е обид да се биде подобар од другиот и дека значи таквото согледување го префрламе на Бога и си велиме истото е со Бог. Значи ако некој пости 3 пати неделно, тој сигурно е поприфатлив за Бог од оној кој што пости еднаш или можеби не еднаш во текот на неделата. И тоа е начин на кој што, повторно ќе кажам, луѓето со векови го имаат градено својот однос со Бога. И зошто е Христос револуционерен? Зошто е оваа порака која што тој кажува добра вест? Е токму заради тоа што тој зборува за една целосно поинаква динамика. Не повикува во една целосно поинаква динамика. А тоа е следново. Религијата ни вика послушен сум и затоа Бог ме сака. Исус вели вака: Бог вас веќе ве сака и тој ќе ви го покаже и во мене колку ве сака, значи преку мојата смрт и воскресение. Вие сте сакани, значи сакан сум и заради тоа сум послушен. Слушайте ме добро. Религија. Послушен сум и заради тоа Бог ме сака. Евангелие, оно што Исус го кажува како добра вест е всушност дека Бог не сака и не повикува да бидеме послушни. И овие две нешта, ако внимателно ги слушнеме, се буквално небо и земја. И мислам дека до ден денес, ако постои еден начин да го определиме нашиот, да го диагностицираме речиси нашиот духовен живот, е токму тоа. Ако јас и ти имаме идеја дека заради тоа што ќе кажам збор 2 во црква, ќе проповедам, или заради тоа што постам, или заради тоа што правам било што, Бог заради тоа мене ме сака и ми ги простува гревовите, значи денес е одличен ден да го смениме тоа размислување и да влеземе во нешто друго. Зошто? Се додека го имаме тој став, ние ќе бидеме во ваквата фарисејска замка. Еве зошто. Заради тоа што фарисеот вели вака: јас правам многу работи за Бог и заради тоа јас сум подобар од другите луѓе, ги презирам другите луѓе. И што правеа фарисеите? Правеа така наречени кругови на чистота. Некои луѓе се чисти затоа што не се разбойници, не прават ова, не прават оноа, даваат десетоци, прават некои други работи и заради тоа тие се прифатливи. И тие фарисеите се во тој круг и се што надвор од тој круг е буквално ѓубре. И воопшто не треба да се смета за нешто човечко. И фарисеот вика: Боже, фала ти што сум во тој круг. И денес верувам дека вери и особено ние верски водачи во било која смисла, ние имаме таков проблем, затоа што често пати ги правиме тие кругови толку длабоко исцртани само за да покажеме дека сме ние подобри од другите. Ама знаете што е проблемот? Проблемот е што ние после тоа кај Бог доаѓаме со фактури, молитвени фактури, му викаме: Боже, ти мора да ми помогнеш заради тоа што сум волку добар со ова и со ова. И кога имаме неодговорена молитва, ние сме во реален проблем, ние сме во ситуација во која што ќе станеме гневни на Бог. Фарисеите беа гневни на луѓето затоа што кога човек се споредува, што се случува? Или некого презираме зашто е подолу од нас, или на некого му завидуваме затоа што го сметаме за погорен од нас. Тоа е страшна животна динамика од која што Бог сака да не ослободи. И да не ослободувачкото нешто е токму што ви го кажувам. Као што вели еден мој пријател проповедник, пастор од Њујорк: земи воздух, вика, и издиши. Ти си повеќе сакан од Бога, од што било кога можеш да замислиш, и ти си многу полош од тоа што било кога ќе можеш да признаеш. Значи, јас и ти сме повеќе сакани од Бога, од тоа што било кога можеме да замислиме, ама и ние сме полоши од тоа што било кога ние сакаме да се го признаеме. И тука доаѓа Исус, и тука доаѓа Бог со неговата добра вест. Дека тој нас не љуби и дека знае нешто што за фарисеот не е очигледно. А тоа е дека сите ние имаме гревови. И дека заради било кој од тие наши гревови, нашата врска со Бог е прекината. А сме зборувале и за тоа во контекст на оваа наша црква на Солкрав. Дека гревот го прекина нашиот однос со Бога, го прекина нашиот однос или го наруши нашиот однос со ближните и го нарушува нашиот однос со себе си. Тоа било од почетокот до ден денес. И можеби ќе зборуваме за тоа повторно во некоја наредна прилика. Ама фарисеот беше слеп за ваквата реалност. Фарисеот си мисли дека е супер праведен, нема грев. Една диагностичка изјава која што може да ни излезе нашата уста е следнава: никому никогаш не сум сгрешил, никому никогаш не сум сгрешила. Тоа е еден, според мене, одличен знак дека јас и ти не се познаваме себе си доволно, не обрнуваме внимание на нашите гревови, туку сме влегле во фарисејска приказка на споредување и на фокус на туѓите гревови. Ако ние приметиме што прави фарисеот,
Тој зборува за гревовите на другите луѓе. Разбойници и прелюбници и прават ова и прават оно, а никако да се сврти кон себе си и да го каже тоа што му е страв да го изусти, дека тој самиот е грешен и дека тој самиот заради тие гревови трпи во својот однос и заедништво со Бог. И така, наместо денеска да ве учам техники, наместо денеска да тука ви кажете ги овие 5 збора после мене 5 пати и Бог ќе ви услиши секоја молитва, сакам да ви го кажам токму тоа. Дека Бог не повикува во заедништво со него, во молитва, која што произлегува од таква една искреност. Знаеме каде сме во нашиот живот, знаеме каде сме добри, значи ние не треба да се порекнуваме себе си, ама знаеме и таму каде што сме зли кон другите луѓе, кон себе си, знаеме каде сме алчни или завидливи, знаеме каде сме украли, значи знаеме каде реално во нашиот живот имаме зло. И такви какви што сме, Бог не повикува да дојдеме и да кажеме Боже, грешни сме. Многу интересно да му го кажеме на Бога нешто што веќе тој го знае, ама нас не е тешко да го изустиме и нас не е тешко да се соочиме со него. И понатаму примајки простување на нашите гревови преку жртвата на Исус Христос, преку плаќањето Божјо, на цехот на уништување на оваа планета во кој што сите ние учествувавме, преку таквата жртва на Христос, јас и ти да добиеме простување на гревовите и молба Бог да ни се смилува и да не трансформира. И токму затоа, лична духовна дисциплина молитва е клучна за мојот и за твојот живот. Но лична духовна дисциплина молитва која што произлегува од вакво срце. Разбираме дека сме грешни и дека имаме потреба од Бог и додека сме на оваа земја ќе бидеме грешни, ќе влегуваме во грево и во зло и ќе знаеме дека Господ и само Бог е тој кој што може да ни прости и да не трансформира. Затоа што привилегијата наша е да му се обратиме на оној кој што се создал и да примиме простување на нашите гревови од оној кој што неверојатно многу не сака. Ви благодарам за вашето внимание. Ќе продолжиме.